Народниот правобранител отвори бесплатна телефонска линија 0854 321 на која што граѓаните ќе можат да пријават каква било повреда на нивните права, како за време на одржување на кампањата, така и на деновите на одржување на првиот и вториот круг од локалните избори. Како што е соопштено оттаму, Народниот правобранител по пријава на граѓаните ќе постапува веднаш, а сите поплаки кои ќе стигнуваат по завршување на работното време по 16 часот ќе бидат снимени. Кандидатот за градоначалник на град Скопје Орце Ѓорѓиевски денес оствари средба со Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет Мобилност од Скопје. Грижата за лицата со попреченост за мене е човечка и морална должност, а потоа и обврска како градоначалник. Едно општество вреди онолку колку што се грижи за оние на кои поддршката им е најпотребна, изјави Ѓорѓиевски. Тој нагласи дека во неговата програма се предвидени конкретни мерки за подобрување на условите за лицата со попреченост, како и иницијатива заедно со сите градоначалници да се постават пристапни рампи и решенија кои ќе овозможат еднаков пристап за секој граѓанин. Скопје мора да биде град на еднакви можности, град во кој никој нема да биде изоставен. Силата на еден град се гледа во неговата хуманост, порача Ѓорѓиевски. Денеска се наоѓаме на локација каде што требаше да никне ултрамодерен парк, но за жал и после 4 години овој парк е во состојба каква што ја гледаме денеска, кажа денеска Каја Шукова, кандидатка за градоначалник на Скопје од СДСМ. Меѓутоа не само во централниот дел на Скопје, не само во општините на Скопје, туку и во околината на Скопје. Предвидуваме во програмата Зелен појас за Скопје. Тоа значи подобар квалитет на воздухот за Скопје и повеќе грижа за здравјето на граѓаните за Скопје. Секако предвидуваме и рехабилитација на зелените површини. Овие што ги имаме во моментот гледаме дека се девастирани до крајност. Мислам дека мора да се превземе сериозна акција за ревитализација на површините. Гледаме деновиве, имаме и голем проблем со паркови и зеленило и со керките на паркови и зеленило. Ке мора да се работи на сериозна рехабилитација на јавното претпријатие кое што треба да дава услуги на граѓаните на Скопје. Ова е борба за прогресивното, за културното, за почитување на традиционалното, за уважување на човекот на вистински начин. Решив да се кандидирам затоа што имаме резултати, изјави кандидатот на СДСМ за градоначалник на Центар Горан Герасимовски и додаде. Во Центар ја направивме најдобрата градинка, ги имаме најсовремените реновирани училишта, обновивме преку 24 улици, подигнавме нови паркови, направивме нови детски игралишта. Центар е место на културата, на моралите, на новата и вистинска градска култура. Центар што го сакаме е чист, безбеден, зелен и хуман. Во Центар на прво место е граѓанинот и неговите потреби и барања, изјави Герасимовски. Сотир Лукровски, кандидат за градоначалник на Карпош од ВМРО ДПМН, предвидува изградба на монтажни катни гаражи опремени со соларни панели, со вкупен капацитет од 600 нови паркинг места. Овие гаражи нема да бидат уште едно бетонско блок решение, туку модерни, функционални конструкции кои ќе произведуваат чиста енергија и истовремено ќе ослободат вреден јавен простор, што денес е окупиран од хаотично паркирање. Ќе бидат распоредени рамномерно низ општината, така што ниеден дел од Карпош нема да остане запоставен, рече тој. Лукровски најави дека во Карпош 2 и 4 ќе се создадат по 120 нови паркинг позиции. Дејан Митески, кандидат за градоначалник на општина Аеродром од ВМРО ДПМН, најави изградба на гасна централа и развој на 110 километри топловодна мрежа во населба Лисиче, Горно Лисиче и Долно Лисиче. Предвидуваме и изградба на нова сообраќајна инфраструктура, нови поврзувања кои што ќе го олеснат сообраќајот и ќе го намалиме делот на загадувањето од возила кое што се предизвикува, кажа Митески и додаде.
Предвидуваме решавање на вардариште со изградба на парк и таа депонија да остане минато, а новиот парк да биде символ на тоа дека ги слушаме граѓаните. Се бориме заедно со нив, рече Митески. Аеродром се соочува со сериозни инфраструктурни предизвици, сообраќаен метеж, недостиг од паркинг простор и небезбедни пешачки и велосипедски патеки. Изјави Александар Трајановски, кандидат за градоначалник на општина Аеродром од СДСМ, и додаде дека неговата програма нуди решенија, а не празни зборови. Тој најави и целосна реконструкција на споредни улици во Горно и Долно Лисиче, ново уредување на паркинг просторите за трговскиот центар Скопјанка и трговскиот центар Бисер, како и во Ново Лисиче. Предвидуваме и нови велосипедски патеки и воспоставување на нулта толеранција за паркирање на тротоари и пешачки патеки, како и реорганизацијата на паркирањето ќе се решава преку изградба на паметни паркиралишта и катни гаражи, кажа Трајановски. Позади мене е ново изграденото основно училиште во Визбегово. Тоа е сигурен доказ дека на место на најстарите основни училишта на територија на општина Бутел во Љубанци и Љуботен ќе изградиме две нови основни училишта, Наведе кандидатот за градоначалник на Бутел од ВМРО ДПМН Дарко Костовски. Тој додаде дека и за време на неговиот мандат се инвестирало рекордни 215 милиони денари во образованието. Обезбедивме ранче со прибор за секое прваче. Обезбедивме бесплатни униформи за сите ученици. Обезбедивме и стипендии за најдобрите ученици. Инвестиравме во нови фасади, инвестиравме во нови информатички кабинети, рече Костовски. Денес имаме една многу убава вест, нова детска градинка во Дексион. Објави кандидатот за градоначалник на Ѓорче Петров од ВМРО ДПМН Александар Стојковски. Тој додаде дека ова е проект што го најавувал подолго време. Покрај оваа детска градинка, во моментов ја градиме и детската градинка во Стопански двор. Со тоа го зголемуваме капацитетот за сместување за дополнителни најмалку 220 деца на ниво на цела општина. Вели Стојковски и додава дека дополнително во неговата програма ветува изградба на уште 3 детски градинки, од кои 2 во населбата Диво Маало и една за жителите во населбата Александрија. На конвенцијата за презентирање на кандидатите на коалицијата Вреди во Скопје, кандидатот за градоначалник на Чај Ризет Меджити остро ја обвини ДУИ дека станала символ и гарант на влезот на српските банки, компании и криминални интереси во средините каде живеат албанците. Дали ова е цената што требаше албанците да ја платат за вие да станете сопственици во казино бизнисот на српското подземје? Дали ова е цената што требаше албанците да ја платат за вие да станете акционери во Српската банка? Албанците имале секакви лидери, но лидери што тргуваат со националната кауза за бизнис интереси на Србија. Тоа не се памети, гласи пораката која Меджити ја упати до раководството на ДУИ. Конвенција на коалицијата Вреди, одржана синоќа, јасно го покажа политичкиот реалитет. Не само што граѓаните не им веруваат, туку и нивните поранешни поддржувачи ги напуштија. Се вели во денешното соопштение на ДУИ. Од таму велат дека народот не одговорил на повикот да поддржи проект кој веќе ја изгуби секоја кредибилност и се претвори во голема измама. За ДУИ причината е јасна. Вреди не исполнил апсолутно ништо од дадените ветувања и од големите зборови. Денес останало само разочарување и разобличени лаги. Бледата конвенција на Вреди е најјасната фотографија на нивниот неуспех. Албанците веќе ја донесоа својата одлука. Тие повеќе не им веруваат и ги напуштија, соопшти ДУИ.